под површината со доктор Марија. Затоа што симптомите се само врвот. Ние ја откриваме вистината под нив. Добре дојдовте во третата епизода од подкастот Под површината со доктор Марија. Во оваа епизода нема да зборуваме за тоа што е синдром на полицистични јајници, значи нема да ве преокупираме со, дефиниции и слично, а туку одиме со епизода која што ќе биде многу практична, поточно ќе зборуваме за најчестите грешки, што ги прават жените кои што имаат синдром на полицистични јајници, а се обидуваат за бебе. Доктор Марија, ќе одиме едноставно. Едноставно? Да, Ајде да видиме едноставно. колку едноставно ќе излезе епизода. Ќе одиме фактички, јас ви ја кажувам грешката, ве прашувам 4 работи во врска со грешката. Пак со твоите 4, 3, 5, Морам. значи мора. Морам, затоа што не планираме по 5 часа да држиме епизода, како што држите сесии по 5 часа. Доктор Марија, одиме, значи едноставно. Во ред. Наедноставно. Ќе се потруда, ветово. Ви кажувам грешка, која што мислам дека е грешка кај жени со полицистични јајници. Вие ми кажувате зошто е грешка, што треба да променат за да ја поправат таа грешка, на што треба да се пофокусираат повеќе и такви некои ситници. Првата грешка што сметам дека е грешка кај жени со полицистични јајници кои што се обидуваат за бебе е следење на овулација преку тестови, преку мерење на база. Преку апликации најчесто. Преку апликации, точно. Не сакав да одам директно со стршта, ама Да, реално преку апликации. реално да. Значи следат овулација независно на кој начин и сметаат дека тоа е доволно за да останат бремени. Не се фокусираат на средување на самата внатрешност, значи на квалитетот на самата овулација, на тоа дали воопшто имаат овулација. Дали ова е грешка? Голема грешка. Значи, Зошто? затоа што сметам дека голем дел од нив знаат дека немаат овулација. Дел од нив знаат и се доволно начитани, би рекла, и се запознаети дека немаат овулација. Но реално, многу често оно што го гледам дека се случува со девојките со полицистични јајници, може да отидат на гинеколошки преглед каде што ќе им биде утврдено и ќе им биде припишано дијагноза полицистични јајници, каде што ќе се видат на самото ехо. Значи ќе се види морфологија која што ја велиме на полицистични јајници под формата подредена, значи под формата на бисери, каде што имаме минимум 12 фоликули со една иста големина, каде што не зреат самите фоликули, но таа жена и покрај тоа не е упатена дека воопшто нема овулација. Првата работа. Другата работа на која што е, многу често која што ја гледам, значи воопшто не се фокусираат затоа што би рекла дека голем дел од нив имаат проблем со инсулинска резистенција, воопшто не се фокусираат на решавање на инсулинската резистенција, која што представува голема пречка во нивното забременување. Затоа што кога ќе адресираме самата инсулинска резистенција, она што ќе направиме значи ќе на некаков начин ќе ги адресираме и андрогените хормони кои што вообичаено се покачени кај жените со полицистични јајници и на индиректен начин значи ќе повлијаме на самите андрогени хормони. Дополнително не се фокусираме на редукција на стрес, затоа што постојат неколку видови, би рекла, на полицистични јајници и пристапот кај различните видови на полицистични јајници е малку различен. Многу често може да се стават на рестриктивни диети, значи кои што напротив нема да им изиграат никаква позитивна улога. Напротив, значи репродукцијата или создавањето на нов живот бара ресурси, е луксузна работа, би рекла. Бара ресурси, бара масти, бара протеини, значи самите стероидни хормони се формираат од масти, не од диети. Така да дефинитивно оно што сакаат да се фокусираат е решавање на нивната проблематика, независно дали станува збор за, би рекла, за лин PCOS, дали станува збор за класичен тип на полицистични јајници, за андроген тип каде што имаме високо ниво на стрес, или постконтрацептивен, значи вид на полицистични јајници, во зависност од самиот вид на полицистични јајници, треба да се фокусираме на проблематиката кај самата пациентка со полицистични јајници, средување на незината основна проблематика која што ќе доведе на директен или индиректен начин до средување на целата таа внатрешна средина.
каде што ќе создадеме, значи веќе услови за создавање на нов живот. Со тоа верувам дека ќе создадеме овулација, ако веќе ја нема. Се разбира, голем дел од овие пациентки со нередовни менструални циклуси. Дел од нив знаат да бидат и со редовни менструални циклуси, но редовниот менструален циклус не ни гарантира дека имаме овулација. Така да, значи, дел од нив се со нередовни менструални циклуси, кои што најнапред постепено ги регулираме самите менструални циклуси и потоа, значи, ја средуваме и самата овулација. Па, ќе речам, строго индивидуално од самиот случај. Зборувавме во предходната сезона, во некоја една-две епизоди, така нешто, зборувавме за тоа колку базалната температура игра улога во тоа да видиме дали имаме овулација. Меѓу другото, не само со тоа, туку буквално ни е читач и ни е книга за тоа дали сме под стрес, значи што се можеме да откриеме од самата базална температура. Тука сакам да ги споменам и апликациите кои што ги користиме, барем во денешно време, апликации кои што се за менструалниот циклус, значи кога ни доаѓа, кога добиваме, кога ни завршува, и според тоа ни пресметува по автоматизам, значи кој ден ни овулација. Што имате да кажете на таа тема? Дали овулација можеме да предвидиме или можеме да знаеме точно дека овулираме според тоа што ќе каже апликацијата? Истражувањата покажуваат дека во 80% од случаевите, и не зборувам за полицистични јајници, зборувам за жени кои што воопшто не се соочуваат со ваква проблематика. Во 80% од случаевите апликациите покажуваат грешни плодни денови кога станува збор за самата овулација, затоа што една жена може да овулира и на 12 ден, може да овулира и на 22 ден. Значи, дефинитивно, апликациите се најлошото нешто што можете да го користите за да се ориентирате тоа кога ви се плодните денови. Во никој случај не ви гарантира дека имате плодни денови, значи самата апликација. Самата апликација е направена по автоматизам да пресметува, значи, од доколку сте со редовен менструален циклус, да ви пресметува, да кажеме, да зема доколку ви трае на 30 дена, минусира 14 дена и ќе ви пресмета некаде дека вашите плодни денови се помеѓу 12 и 16 ден. И доколку имате менструален циклус кој што ви доаѓа на 28 дена, ќе ви каже помеѓу 10 и 14 дена. Кај сите стандард. Дали е кај сите така, не е така. Која е алтернативата тогаш? Алтернативата, значи, би рекла дека постојат два начина. Едното е потврдување со базална температура, не со тестови за овулација, затоа што тестовите за овулација многу често знаат да дадат грешен резултат. Поради тоа што имаме многу често повисоко ниво на лутеинизирачки хормон кај жените со полицистични јајници, значи многу често знаеме да добиеме фалшиво позитивни тестови за овулација без воопшто да имаме овулација. На кој начин ја потврдуваме самата овулација? Вообичаено доколку правиме тест за овулација и доколку излезе позитивен, ова ни покажува дека во наредните 24 до 36 часа треба да имаме, ова жена треба да има овулација. Од почеток на самиот циклус мериме базална температура, која што се разбира, има различна, има некаква шема самата базална температура. Значи, во фоликуларната фаза, вообичаено имаме пониска базална температура, најниска е, би рекла, во денот на овулација, и денот, веднаш после овулација, доколку навистина имаме овулација, ќе дојде до скок од 0,2 до 0,5 Целзиусови степени, каде што доколку продолжи минимум 3 дена, ние потврдува самата овулација. Ова е првиот метод, би рекла, доколку сакате во домашни услови да испитате дали навистина имате овулација. Која што треба да се задржи базална температура, меѓу другото во лутеална фаза високо, цело време, и потоа, евентуално, доколку не дојде до оплодување на самата јајцеклетка, ќе настапи пат на самата температура, вообичаено би рекла околу 20 часа, можеби кај некои жени 48 часа пред добивање на самиот менструален циклус. Но доколку дојде до оплодување и до имплантација, оваа температура ќе остане константно висока. Вториот начин е мерење на нивото на прогестерон околу 5 до 7 дена, каде што сметаме
дека ни е била самата овулација, 5 до 7 дена по овулација. Во лутеална фаза, значи мериме прогестерон, каде што ќе видиме дека доколку имаме доволна количина на прогестерон, ни покажува дека сме имале овулација. Се разбира, постојат референтни граници кои што ни покажуваат и ни укажуваат на тоа дали воопшто сме имале овулација, дали сме имале неквалитетна овулација или сме имале доста квалитетна овулација. Ова се двата начина да утврдиме дали навистина постои овулација. Се разбира, при самата фоликулометрија исто можеме да ја користиме и фоликулометријата за мерење на доминантен фоликул, би рекла, за тоа за постовулаторно дали имаме одделување на корпус лутеум или на жолто тело, значи исто така и фоликулометријата можам да ја метнам тука. Значи, тие три методи се најсигурни, доколку сакаме да знаеме и да бидеме сигурни дека имаме овулација. Дефинитивно. Добро, тогаш тука да ги сумираме работите, значи, она што треба да се направи, да се средат корените на самите проблеми и потоа веќе да се среди, значи, чекор по чекор и етапно, да се среди и овулацијата, да се средат и циклусите, па веќе потоа да се обидеме за бебе. Дефинитивно. Следната грешка која што ја гледаме во пракса е дефицит, калориски дефицит или ајде да кажам преинтензивно вежбање. И двете ќе ги ставам во ист кош. Добро. Значи, пред малку доколку сеќаваш, кажав дека репродукцијата е луксус. Да. Значи, и бара ресурси. Не бара рестрикции, не бара стресирање на самото тело. Така да, самото тело, кога станува збор за стрес, многу пати сум го споменувала, значи, прави перцепција и на калорискиот дефицит, доколку е многу изразен, и на би рекла, на физичката активност со висок интензитет ги доживува како стрес, поради што дополнително може да ја блокира самата овулација на некаков начин и да направи проблем со самата лутеална фаза. Така да дефинитивно не е нешто што го препорачувам, значи кај пациентки, независно дали страдаат, значи може да страдаат од инсулинска резистенција, може да се стават на секакви можни диети. Не ви е потребна диета, потребна ви е соодветна исхрана. Доктор, ќе кажете ми кои се трите најчести знаци кои што се пројавуваат кај жени што се под хроничен стрес, кои се во стрес режим? Вообичаено, овие пациентки многу често имаат проблем со самиот сон. И вообичаено знаат да се будат во едно исто време, каде што вообичаено ќе видиме дека се будат помеѓу 1 и 3 часот, 2 и 4 часот. Значи, ова е еден симптом. Другото нешто, кај доколку зборувам специфично за полицистични јајници, оно што ќе го увидам е покачување на ДХС, кој што во 100% се лачи од надбубрежните жлезди и дефинитивно, значи, она што практикувам да го правам е дефинитивно испитување и на ДХС и испитување на кортизол, каде што ќе видам покачено ниво барем на еден од двата. Другото нешто што можеме да го видиме како симптом, значи, самата жена овде може да има неодолива желба, постојано да сака да грицка нешто на база на стрес, на база на емоции, но ова може да биде и во резултат на самата инсулинска резистенција. Значи, не можам да ставам јасна граница дали е можам да ставам кога разговарам со самата пациентка, значи, но можам да вклучам можам да ги вклучам инсулинската резистенција и покаченото ниво на стрес како причина за појава на неодолива желба за грицкање, консумација на јаглехидрати, на брзи јаглехидрати почесто, вообичаено. Јасно. Следната грешка што исто така може би нема да ја сметаме како грешка, меѓутоа се случува, верувам дека се случува кај многу пациентки кои што имаат полицистични јајници, кои што си се обидуваат нели за потомство, за бебе. Тоа е земање суплементи на своја рака. Зошто земање на се што ќе се прочита дека е добро, од типот на не знам, ќе видиме дека и носитолот е окей, и ќе го земеме и носитолот да го пиеме. Зошто тоа може да биде всушност
негативно нешто? Зошто може да биде грешка кај полицистични јајници? Затоа што полицистичните јајници не се еден вид полицистични јајници. Немаме еден профил на полицистични јајници и пристапот кон различните профили на полицистични јајници е различен. Доколку земеме една жена која што има изразена инсулинска резистенција, значи потребата од суплементација ќе биде сосема различна од една жена која што напротив, значи девојка која што е сосема слаба, воопшто нема проблеми со инсулинска резистенција, можеби има проблеми со изразени акни, би рекла. Вообичаено тоа се девојки, значи со многу изразени цистични акни, може има проблеми со самиот стрес, каде што фокусот треба да не биде на сосема друго нешто. И дефинитивно, значи, овде не користиме еднаква суплементација кај пациентката со изразена инсулинска резистенција и кај другата пациентка. Значи, која што може да биде limb PCOS. Така да, се што ќе прочитате на интернет, верувајте ми, не треба да верувате на се што ќе прочитате на интернет. Како можеме да знаеме дека некој суплемент не ни го дава тоа што ни треба? Дали телото ќе ни пројави знаци? Ќе ни пројави знаци, значи ќе ви покаже. Што можеме да очекуваме во таква ситуација? Зависи од самиот суплемент, би рекла. Навистина зависи од самиот суплемент. Можете да имате гастроинтестинални тегоби, значи може да имате, тоест дигестивни проблеми можете да имате поголема изразеност на, би рекла, да ве прави повеќе анксиозни, да ве прави повеќе раздразливи, значи да ве прави, доколку го земате може го земате во погрешно време, да кажеме. Во тој случај може да ви прави проблем со самото спиење. Просто еден прост пример ќе кажам, минатата седмица се случи каде што пациентка ми веле, значи пијам магнезиум, не беше од Македонија, значи една од пациентките во заедницата за полицистични јајници ме прашува, имала проблем, навечер почнала да не може да спие. Каде што кога прегледавме, значи кој магнезиум го пие, видовме дека внатре магнезиумот едновремено содржи Б витамини. Значи многу навидум, многу едноставна работа, но Б витамините даваат енергија и се пијат во утринските часови. И е нормално доколку ги консумирате во вечерните часови да ви сметаат на самото спиење. Што никој нема ни да го поврсе тоа така. Точно така, значи... Верувам дека никој нема да семе да заврти и да прочита состав на тој суплемент. Да, дефинитивно, значи... Вие пациентите што се внатре во заедниците, значи вие сте исклучок. Тоа го правите, тоа е ваша пракса реално. Ама, не знам, која и да е, да прима суплементи, нема да го направи тоа, верувам. Која што е една од најголемите грешки, затоа што пак ќе кажам, 99% можам да кажам од суплементите во Македонија се полни со инфламаторни намирници, дополнителни, значи адитиви, вештачки бои, засладувачи, згуснувачи, емулгатори, стабилизатори, значи листата е огромна, која што само дополнително значи можат да ја влошат состојбата на самата пациентка. Може и овде да лежи проблемот, значи кога зборуваме дали суплемент, значи може тој суплемент да одговара на самата пациентка, но доколку таа отишла и земала некаков неквалитетен суплемент кој што внатре содржи многу инфламаторни намирници, значи може од самите дополнителни состојки да има негативен ефект, а не од самиот суплемент. Следното нешто кое што жените го земаат како нивна грешка и мислам дека сами си детектираат дека има грешка. Например, премногу што се оптеретуваат со самата проблематика. Од типот ќе мерат постојано, ќе пијат, не знам, се што, ќе одат на фоликулометри секој месец, не знам, на 2 дена ќе се мери фоликулот, ќе се обидуваат, ќе се прават тестови за овулација, ќе се мери базална температура, ќе запишуваат се и на крајот ништо нема да биде. И тоа им создава дополнителна анксиозност, тоа им создава дополнителен стрес. Дали тоа го сметате како грешка? Дали некогаш сте препорачале, ете вие во вашата пракса, сте препорачале на пациентка
остави овој месец ништо не фаќај, значи нека тече и да се случи тоа што треба да се случи. Сега ќе ти кажам, значи Маријана, затоа што е буквално многу скоро имаше оваа ситуација, беше многу скоро, затоа што ние одиме со мерење на тестови за овулација, одиме со мерење на базална температура, дел од пациентките ги праќам на фоликулометрија, значи ги правиме сите овие работи. Но кога ќе видам профил на пациентка, која што е можеби малку почувствителна и каде што ќе видам дека самото мерење на базална температура секој утро или евентуално негативен тест на крајот од месецот, значи и доаѓа менструален циклус, не останала бремена, и ствара дополнителен стрес, значи и целото тоа нешто, дали ќе падне самата температура, затоа што, значи, во првите месеци тие не се, додека се навикнат, малку е полесно. Но веќе откако ја разберат целата проблематика и ги научат своите базални температури и како им се движат, веќе на нив им станува сосема јасно што се случува. И на секундата на кој што ќе видат опаѓање на самата температура, значи дополнително се стресираат. Или дали ќе остане, знаеш оној стрес, дали ќе остане висока. Чекај, денес сабајле, дали ќе остане доволно висока. Поминаа 10 дена, поминаа 11 дена, 12 дена, уште колку дена, значи затоа што вообичаено во лутеална фаза чекаме околу 12 до 14 дена ги испраќам за испитување на бета-ХЦГ во лабораторија. Она што го утврди во последните месеци, точно во заедницата за полицистични јаници, беше точно тоа. Им кажав, не сакам овој месец ниту една од вас, за оние што ми беа за забременување, ниту една од вас нема да мери базална температура. Ниту една од вас нема да прави, значи, тестови за овулација. Единствено кое што сакам да направите е една фоликулометрија, која што горе-долу ќе ми даде представа мене, значи и дополнително ќе следиме цервикална слус и дополнителни маркери, значи кои што горе-долу ќе знаеме каде ни е самата овулација и не сакам да ми фатите топлометар, значи или термометар. И планирам да ти кажам и сега и втор месец ги ставив така затоа што сепак сметам дека ова се жени кои што се борат за да станат мајки, дел од нив на втор месец остануваат бремени, но кај поголем дел, кај зависно од профилот би рекла. Кај некои се потребни 3 месеци, кај некои 4 месеци, но кај некои се 6 месеца потребни. И кога ќе имаме 6 месеца, значи тие веќе се некои од нив почнуваат, значи дури и да се замислуваат дали ќе успеат во целиот процес. И гледам дека во овој случај мерењето на базалната температура и на тестови и секое утро, затоа што, значи, си бара мерењето на базална температура одредени услови, тоест да нема будење, значи веднаш постанување без никакво мрдање и без додатни работи, значи треба правилно да се мери самата базална температура. Ги ставив буквално, значи да не мерат базална температура. Сакате да кажете дека тоа го сметате како преоптеретување после? Би рекла кај дел од профилите, значи многу зависи од самата пациентка. Јасно. Значи некои пациентки се просто почувствителни и кај некои сметам дека нема проблем. Но некои се почувствителни и сметам дека ќе им биде додатен стрес. И затоа, значи, дефинитивно по проценка можам да направам ваква интервенција. Доколку сметам дека ќе донесе до позитивни резултати. И донесе на секундата тој месец, значи на секундата на кој што им го прекинав мерењето на базалната температура, значи една од пациентките веднаш остана бремена. Апсолутно. На тоа се надеваме сите дека сите ќе останат бремени. А кога сме веќе кај психолошката рамка и кај тоа дека им создава дополнителен стрес, кажете ми кој е вашиот совет за да не паднат психички во такви моменти и да не излудат буквално, да не излудат од постојано мерење, од бркање на некакви бројки, од не знам, бројање денови, од 14 ден ли ќе биде, 21 ден ли ќе биде. Што сугерирате во такви ситуации кога доаѓаме веќе до точка на пукање? Јас знам дека ќе биде. Значи, јас самата сум уверена дека ќе биде. И единствено ми е доволно, значи, самата пациентка да верува во самиот процес и да биде максимално релаксирана
Значи, многу ми е важно да биде максимално релаксирана, да нема дополнителен стрес, кој што може да ми попречи на целиот процес, да кажеме, на целиот случај на кој што работам. Така да, оно што ќе ја советувам е само да верува во самиот процес. Дали ќе ни одземе 3 месеца, 4 месеца или 6 месеца, значи, кога треба, ќе се случи. Ќе се случи. Значи, јас сум убедена во нештото. Значи, кога и да сум имала жена со полицистични јаници, се случувало. Сега се разбира, кај некој на прв месец, кај некој на 6 месец, кај некој на 7-8 месец, зависно од профилот. Да, тоа го зборуваме, дека секоја пациентка сепак се е приказна сама за себе и мора, сака ли или не, тоа останува и мора да се оди со такви некои индивидуални финеси, за да можеме да ги стемпираме работите тогаш кога треба да бидат. Мораш, колку и да зборуваме за докторски пристап, да кажеме, макар што мојот пристап е далеко од класичниот однос пациент-доктор. Да кажеме, повеќе се стремам кон соработка со самите пациентки, но кога една жена ќе ти го довери целото нејзино здравје и ќе верува комплетно во тебе, овде е тој момент каде што успеваат работите. Знаеш дека ти верува на 100% и оние што ме познаваат, значи, знаат дека ќе дадам се од себе кога станува збор за фертилитет, за да останат бремени. И во тој случај, значи, дефинитивно веруваат на процесот и значи го постигнуваме она што го сакаме. Независно, знам дека зборуваме во моментот за полицистични јајници, но знаеш и ти самата дека имаме многу потешки случаеви каде што успеваат да станат мајки, да останат бремени, во моментот се бремени, некои веќе се родени и покрај тоа што се сочиле можеби со не се знае колку спонтани абортуси и неуспешни инвитро ембриотрансфери, да не ги броиме сега, значи зборуваме, темата е полицистични јајници и бременост. Да се вратиме на темата. Ќе зборуваме факти, дека ќе зборуваме за таквите успеси што ги имаме постигнато во однос на фертилитет, затоа што ти ви се најмили. Во однос на самата тема, како следна грешка која што се детектира кога жена со полицистични јајници ќе влезе во процес на правење на бебе без да испита основни маркери, односно без да си ги испита дефицитите. Дали е дефицитарна на нешто или не е дефицитарна на нешто, дали го сметате ова како фатална грешка, која што се прави и која што губи реално многу време во целиот процес? Губи многу време во целиот процес. Значи, макар што знам дека голем дел од нив прават и многу поголеми грешки, или поточно немаат испитување од типот немаат испитување на комплетен хормонски панел, каде што треба да видиме некои работи. Но, од типот на дефицити кои што се многу чести кај полицистични јајници и кои што се, би рекла, многу важни и за квалитетот на самите јајце клетки и за квалитетот на самиот ендометриум. Значи, дефинитивно се на некаков начин голема дупка или големо промашување доколку не ги адресираат исти. Значи, важно е да се испитаат, важно е да се направи всушност целосна анализа, ајде ќе речеме, значи комплетно се. Многу пати сме споменале, верувам дека можеби ќе ми досадиме, меѓутоа важно е да се спомене дека комплетен тироиден панел, витамините, значи витамин D, витамин B12, феритинот е тука, хормонскиот статус комплетен исто така, се тоа ни покажува колку жената е способна да остане бремена и не е само да остане бремена, затоа што не се трудиме само за да видиме две цртички на тестот, се трудиме до тоа износиме самата бременост. Да износиме бременост и да роди таа жена здраво бебе. Со тоа што тука се земаат предвид нормално и мутации, тромбофилија и еден куп работи. Многу работи.
да, за да бидеме нели сигурни дека нема да имаме разочарување, затоа што во последно време од праксата која што си ја имаме, од тоа што излегува, речиси секоја една излезе дека е со мутации, а има полицистични јајници меѓу другото, значи плюс и мутации, плюс и тромбофилија и такви некои работи. Мене искрено, буквално кога ќе дојде ред да се обидувам за потомство, искрено би ми било онака, би се чувствувала незгодно да не испитам мутации. Или не знам, да не направам панел за тромбофилија. Ама тоа е ти. Колку, значи, јас не верувам дека постои дека на нашиве пациентки со полицистични јајници им предлагат да испитуваат панел за тромбофилија, дефинитивно, можеби после трети спонтан абортус. Да, кога ќе дојде нож до коска. Нож до коска, каде што таа жена веќе ќе биде и психички многу падната. Но веќе знаеш дека кај мене ниту една пациентка која што е за фертилитет не минува без панел за тромбофилија. Пред малку што рече? Едвој чекам да ми препишеш клексани. Да, едвој чекам да препишете клексани, тоа е тоа. Јас сум убедена дека имам... Не, чекај да видиме, може ќе минеш само со активни форми на Б. На B9 и B12. Добра. Нека биде така. Да се надеваме. Помал ѓавол. Следната грешка, перцепираат дека имањето на менструација е еднакво на плодност. Дека се плодни. Не, затоа што за да бидеме плодни ни е потребна овулација. Ќе го поврземе со првата грешка што ја зборувавме, така? Не се сеќавам точно за првата грешка дека која беше. Овулацијата се брка овулација. Дека си мисла дека имаат овулација на база на апликации, доколку се сеќавам беше. Значи, можеме да имаме менструално краварење без да имаме овулација. Така да, присуството на менструален циклус во никој случај не ни гарантира дека имаме овулација. Апсолутно. Ако нема една пациентка овулација, од каде вие најчесто почнувате? Зависно од профилот на пациентката. Значи... Да ви дадам профил? Да. Пример? Кој сакаш? Лин PCOS. Лин PCOS? Да. Дефинитивно стрес, сон. Од тука. Дефинитивно. Значи, стрес, сон, доволен прием на нутриенти, доволен прием во овој случај и изголемен прием на комплексни аглихидрати кај неа. Значи, во никој случај не одиме со дефицити, напротив. Значи, кај овие слаби жени дефинитивно не, туку дека секој оброк треба да има доволна количина на протеин. Но дополнително сакаме и комплексни аглихидрати кои што ќе ги подкрепат самите надбубрежни жлезди. И на некаков начин може да придонесат до тоа и да имаме помалку, би рекла, стрес. Но ова е кај овој тип на жени, значи. Бара посебен пристап, бара пристап на регулација на стрес, регулација на сон и некои такви, значи, работи. Јасно. Следна грешка што ја прават и што е исто така видено во пракса, оставаат буквално на случајност без да имаат план. Значи, премногу долго чекаат да преземат нешто. Едноставно, не знам, барем јас знам многу девојки жени што имаат полицистични јајници, знам многу жени кои што се... Тие самите знаат ли? Затоа што 70% од девојките... Сугерирам. Гледај, ти слушна, ти сугерираш. Сугерирам да се направи. Ти сугерираш, затоа што веќе го знаеш како изгледа еден профил на полицистични јајници, значи можеш да го познаеш веќе профилот на полицистични јајници. Не, мене ме фрустрира на пример фактот што не се осудуваат на чекор да направат пример основен хормонски статус, не мора да имаат проблем. Едноставно да се видат хормоните како им се. Јас мислам дека не се запознаати доволно со последиците. Да. Сметам дека може овде да е се проблемот. каже. Значи не си запознаети со последиците што можат да следуваат потоа. Независно, значи дали станува збор за Лин PCOS, независно дали станува збор за инсулински резистенција, каде што дефинитивно овде ни се уште поголем, не збориме само за фертилитет, збориме за компликации во иднина или пак дополнителни ризик фактори за развивање на некои дополнителни проблематики, просто типот на ендометриоза. Да. Да кажеме, аденомиоза,
кој што знае чисто до рака под рака со самите полицистични јајници. Сметам дека не се запознаети во Македонија доволно. И 70% пак ќе кажам дека не се диагностицирани, дефинитивно. Знаеш вообичаено кој е оној профил на полицистични јајници кој што ќе биде диагностициран во Македонија? Девојче, кое што е можеби 15 годишно девојче, кое што на 11 годишна возраст добила менархе или и го добила првиот менструален циклус и потоа, значи во наредните 4 години има нередовен циклус и доаѓа еднаш на 5 месеци, на 6 месеци, каде што има многу вишок на килограми, а каде што веќе има многу јасни видливи знаци на инсулинска резистенција и ова се главно профилите во Македонија на полицистични јајници кои што ќе бидат утврдени, откако ќе бидат направени соодветните испитувања, ќе бидат утврдени како полицистични јајници. 70% се пропуштени. Да, и на тие што ќе бидат утврдени не им се дава буквално решение за самиот проблем, туку ќе им се даде хормонска терапија и тука завршува приказната. За жал. Не е дека нештото се средува од самата хормонска терапија? Знаеш ли колку пациентки досега са ми кажали на кои што е било утврдено дека имаат полицистични јајници, да кажеме пред 10 години. И сега доаѓа ред да станат родители, се обидуваат со години и не може да станат родители. Значи, кажуваат дека им рекле, ништо, писија сега, еве ти хормонска терапија, писија сега хормонската терапија, кој ќе дојде време за бебе, ќе мислиме. И им постојат инвитро. Супер! Одлично, ако така оди брзо, сите ќе сме така на хормонска терапија и со таа процедура. Ама, добра, ако мислат дека тоа е вистинскиот пристап, до пациентот, одлуката е на пациентот, дали Одлуката е ќе на самиот пациент. Да, дали ќе оди по вистинскиот пат или ќе оди по побрзиот пат. Побрзиот пат не значи дека Затоа. ќе даде резултат. Затоа и реков. Јас знам дека е многу лесно да отидеш и да направиш некаква интервенција и веднаш да останеш бремена, но за жал. Оние што го имаат испитано, особено со неколку обиди неуспешни интервенции, независно дали станува збор за инсеминација инвитро или ембриотрансфери, многу убаво знаат како е да живееш со таа психа на толку поминати процедури. Апсолутно. Тоа што знам секогаш да го кажам дека самиот процес, независно каков и да е за вештачко оплодување, значи самиот процес не само што истоштува финансиски, ајде ќе кажам, тука многу повеќе ќе ја земеме предвид психичката состојба и тоа што се губи надеж и реално губат надеж. И тоа е негативната страна од сите тие процеси. Да, но сакам да сватат една работа. Кога ти веќе имаш направено 3 инсеминации, 3 инвитро, 3 ембриотрансфери, пример, да кажеме неколку интервенции. Мене како ми личи, знаеш? Да сакаш пак ќе речам, да сакаш да стигнеш во Белград, а додиш по патот за Струмица. Да, со глава во зид рушиме. Значи со глава во зид, кога гледаш дека интервенцијата не води до резултат, дали не е време да ја промениме стратегијата? Дали не е време да преземеме нешто различно за нека биде пак инвитро, нека биде пак интервенција, но да овој пат да успее. Значи, дали, знаеш што не можам да разберам? После толку интервенции, дали не доаѓа до размислување зошто не успева. Значи, нешто не е во ред штом не успева. Значи, потребно е некаков различен пристап штом не успева. Мислам дека не доаѓа до таков момент. Ретко доаѓа. Или доаѓа кога е веќе предоцна и кога шансите се многу намалени, или едноставно не доаѓа, не знам како да го објаснам, ама е сурова вистина која што тешко се прифаќа во денешно време и која што за жал се соочуваат многу парови со ваквата проблематика. Епидемија на инфертилитет и машки и женски инфертилитет. Да. Во однос на следното нешто, се сетив сега дека пред некое време во разговор со една пациентка, која што
5 години се мачеше за забременување, така нешто мислам дека беше. И кажува дека верува и дека е свесна дека треба само да ослаби. Дали кај полицистични јајници само слабењето е проблемот? Не, значи, да, дека слабењето, како да се изразам, значи, доколку таа жена е со многу вишок килограми, има многу изразена инсулинска резистенција, каде што ќе ја решиме самата инсулинска резистенција и ќе доведе до намалување на килограми, да, дека ова ќе помогне, значи, за доколку инсулинската резистенција е главниот проблем кај неа, значи, затоа што решавањето на инсулинската резистенција води до намалување на килограмите и од тука, значи, може да дојде, да кажеме, до средување на самите хормони, до средување на самата овулација, без да имаме потреба од некакви дополнителни процедури, наречи се никогаш не изолирано, би рекла, но само слабење. Каков е тој вид само слабење? Значи, диета од 1200 калории? Најверојатно. Или рестрикции на, не знам, значи, на масти, на протеини, значи, не знам, реално, кога ќе слушнам на какви диети се имаат ставано моите пациентки, значи, макар што сега се свесни, многу се најасно. Што вие ќе додадете во однос на проблематиката полицистични јајници поврзана со инфертилитет? Дали имате нешто што сакате да го знаат гледачите? Или има нешто кое што ве фрустрира во самиот процес? Има многу работи што ме фрустрираат во самиот процес, не сакам да почнам да зборувам на темата, реално, навистина има многу. Навистина има многу. Од типот да земеш пациентка, ајде, нема многу да навлегувам во проблематиката, но нема ни да останам рамнодушна, затоа што не можам да бидам рамнодушна. Значи, од типот да земаш пациентка со полицистични јајници, која што има изразена инсулинска резистенција, која што инсулинска резистенција ќе влијае и на незината ендометриална рецептивност, и на незиниот квалитет на јајце клетки, да и правиш постојана стимулација со летрозол, каде што јас не сум против стимулација. Значи, нека да бидам јасна. Но, да земеш една пациентка која што претходно не е средена средината, не ли зборувавме за средување на средина. Значи, да земеш да ја секој месец, да ја бусташ со стимулации, за мене е неоправдано нешто. И неправилен пристап. Да кажеме, ова е нешто што ме фрустрира. Другото нешто кое што дефинитивно можам да го кажам за девојките со полицистични јајници е дека мислам дека не постои девојка со полицистични јајници, доколку се адресира правилно, дека не може да остане бремена по природен пат, доколку не постојат физички пречки за постигнување на истата бременост. Што значи доколку немаме затнати јајцеводи, доколку немаме никои други машки фактор каде што дополнително треба сме задолжени и покрај тоа што ќе го адресираме ние задолжително машкиот фактор, значи нема да остане жената адресирана само, секогаш и кај полицистичните јајници го гледаме машкиот фактор. Но можеби во случајот ќе биде потребно да биде извршена некаква интервенција и тогаш сум за. Но откако ќе бидат средени самите работи. Ако можеме да ги сумираме работите, кога станува збор за профил на полицистични јајници предизвикан од инсулинска резистенција, тогаш можеме да кажеме дека инфертилитетот е резултат на самата инсулинска резистенција, дека треба да ја средиме инсулинската резистенција за да оптимизираме и овулација и циклус, значи и каков и да е симптом што го имаме, за веќе после тоа да се обидеме за бременост. Вообичаено да. Значи, тоа не значи дека кај овие профили немаме и дополнителна компонента на стрес, да кажеме, или дополнителни други компоненти, но главен драйвер, кој што го велиме, или главен водач на сите проблеми е дефинитивно инсулинската резистенција, кај овие типични профили. Да, кај лимписуес рековме дека тоа е сонот и стресот, што треба да се средат. Кој друг вид на PCOS го имаме?
постконтрацептивен кој што вообичаено се средува само од себе си во дадени случаеви, ајде ќе кажам, но кај некои, за жал, пациентки дефинитивно, значи тоа се пациентки кои што користат контрацептиви, користат хормонска терапија, по прекин на самата хормонска терапија вообичаено доаѓа до уште поголемо влошување на нивните хормони, поради што се разбира треба Да реагираме и во овој случај многу често, значи овде фокусот може да го ставиме на самата флора. На цревна флора, затоа што самата хормонска терапија од една страна води до голем број на дефицити, од друга страна води до уништување на цревната флора кај самите пациенти. И вообичаено пациентките кои што долги години се на хормонска терапија, значи дефинитивно треба да работиме на цревна флора. Точно, се сетив сега кога зборува за цревна флора. Значи, една од пациентките која што меѓу другото имаме, значи, би рекла, беше комбинација од LIM-PCOS и овде некаде постконтрацептив, измешани. Значи, вообичаено многу често ќе видиме измешани профили на PCOS. Значи, и ово треба да го земеме на полицистични јајници. Значи, кај неа имаше драстична редукција на добрите, тоест на лактобацили, на бифидобактерии, каде што, верувајте ми, ако нешто беше причина за тоа да остане бремена, дефинитивно најголема покрај исхраната, значи која што е задолжителна, најголема улога кај неа изигра употребата на пробиотици. Каде што, кога метнавме, се разбира, каде што одиме со мегадози, значи на пробиотици, значи таа остана бремена. Кој би рекол? Кој би рекол дека пробиотик може, од пробиотици може да се остане бремена. Да, доколку се сеќаваш, мислам дека имаше една епизода каде што споменав дека според сегашните истражувања кои што се прават е дека самата промена на микробиом и пораст на одредени патогени микроорганизми сметаат дека може да биде причина за појава за појава, би рекла, на самата инсулинска резистенција. Така да науката напредува. Сметам дека медицината многу напредува, во наредните години ќе научиме многу. Добро, откако ги разглобивме овие некои работи, сакам да преминеме малку кон тоа како работите вие со оваа проблематика. Поточно со полицистични јајници. Кога се јавува жена со полицистични јајници, која што сака да стане мајка, што е првото нешто што го правите на самиот почеток? Кога веќе сме го започнале процесот или пред да го започнеме? Се јавува жена за информација, значи што е првото нешто што го правите? Јас мислам дека ти си таа што треба да го одговори ова прашање. Да, затоа што јас комуницирам со пациентите, тоа е во ред. Она што јас го правам е прашување на тоа како вид на поддршка сакаат. Прво и основно. Затоа што постојат опции каде што имаме, например, реално имаме пациентки, имаме жени кои што се запознаени ептен добро со проблематиката и тоа не го успоруваме. Читале, истражувале, правеле тестови, знаат веќе каде е проблемот, што значи дека кај нив може слободно да се оди со нешто самостојно. Нешто кое што ќе им даде само насока и тие ќе се движат по таа насока, веќе ќе знаат што и како е. Значи, зборувам за начитани жени. Постои опција каде што имаме групен пристап. Тоа е заедницата. Во заедницата тука веќе имаат можност да изберат членство во кое што има првична, например, 1:1 консултација. Меѓутоа, она што е важно е да се знае дека, спомнавме, мислам дека и во претходната сезона, дека кога одиме за бременост и кога одиме за добивање на бебе, тоа го правиме најчесто преку индивидуалниот третман. Поради тоа што членството во самата заедница и групниот пристап не го заменува индивидуалниот третман. Не го заменува, многу често зборуваме за многу интимна тема. Значи, за многу чувствителна тема, каде што е многу различно да имаш индивидуален пристап, каде што, тоест, и кога зборуваме за индивидуален пристап, зборуваме за постојана комуникација со мене.
Значи, овие пациентки имаат постојана комуникација да се консултираат со мене за што и да е буквално. Значи, каде што буквално разбираат работи кои што никогаш не си ги чуле, може и многу пати, и независно дали станува збор за самите заедници или индивидуалното, мораш да бидеш да знаеш како психолошки, значи да действуваш со самиот пациент. Да. Значи постојат различни профили и дефинитивно значи мораш да им бидеш подкрепа на овие жени за да успеат во целото нешто. Многу често исто така знаеме да кажеме дека дека во моментот кога ќе видите, затоа што анализата на пример на резултати ги правите вие, значи го анализирате целиот случај, ги земате предвид, не знам, сите околности, целата здравствена состојба, тука се анализираат по буквално 100 резултати. Колку резултати? Стотина од прилика ќе ги ставиме, значи цела здравствена историја и тоа се анализира. И се анализира, вистински И се анализира по часови, да. Да, и потребни се неколку дена за да се заврши таа анализа реално, за да знаеме што понатаму со пациентката. Така што секогаш кажувам, и тоа го нагласувам јасно, дека во случајот кој ќе видиме дека нема можност за реален резултат, тоа им се кажува. Колку и да боли таа вистина, им се кажува затоа што не е работата да влезат во процес со надеж дека нештото ќе успее и на крајот да не постигнеме ништо. Јас не давам лажна кога станува збор за бременост. Не постои, значи не е моја вредност, значи не спаѓа во моите, вредности ако треба да се изразам на некаков начин. Нема да дадам никогаш лажна надеж на една пациентка на која што сметам дека јас лично не можам да помогнам. Доколку има некој кој што може да помогне, значи се надевам дека постои некој кој што Бујрум. Не, се надевам дека навистина има некој кој што може да помогне. Но земам исклучиво само и само пациентки за кои што сум убедена дека можам да постигнам да се остварат како мајки. Кога ќе видите дека има шанси и која веќе сте убедени дека можете да постигнете резултат, која временска рамка најчесто ја земате? Различни профили, пак ќе речам, значи некои профили бараат 3 месеца, некои профили бараат 6 месеца. Дали имаме машки фактор, дали немаме машки фактор, дали имаме редовни менструални циклуси, дали имаме нередовни менструални циклуси. Значи многу се факторите кои што ги гледаме. Премногу се факторите. Значи, имаме инсулинска резистенција, немаме инсулинска резистенција. Значи, гледаме буквално се. Така да, она што ќе многу често, значи, кога одиме со индивидуални пакети, ако треба да кажеме, значи, ќе кажам, доволно е, значи, околу 3 месеца за оваа пациентка. Но, не можам јас да ветам дека точно на 3 месец ќе остане време. Може да остане, ако веќе сметам дека за 3 месеца ќе видам, може да остане на 2 месец време. Но, вообичаено, во поголемиот дел од случаевите, вообичаено е потребно никаде помеѓу 3 и 6 месеци. Оптимално. Значи, никој не може 100% да каже дали ќе биде тоа на 4-тиот, на 5-тиот или на 6-тиот месец. Не дај Боже, може да биде на 7-тиот месец. Да. Затоа е потребно да се направи. Затоа што е двосмерна. Нека да се разбереме, станува збор, значи јас колку и да давам од моја страна, колку инструкции да давам, сепак во голема степен зависи колку и тие инструкции ќе бидат спазувани од страна на самите пациенти. Постои вакво нешто. Да. Јас постојано истото им го повторувам дека ако вие сте спремни да дадете 100% во процесот, тие мора да дадат 200. Јас секако знаеш како се раздавам, значи, но на празно ќе се раздавам со некој кој што не е спремен на вистина, доколку на вистина сака да се остари како мајка, значи понекогаш се потребни жртви. Јасно. Или родител. Мајка, значи таа жена може да има полицистичен рецин, но низиниот сопруг може да исто така да биде голем фактор за непостигнување на самата бременост. Рековме дека има две главни опции кои што се избираат кога станува збор за проблематиката полицистични јајници и бременост. Сака малку да ни кажете како изгледа
процесот, односно како изгледа групниот пристап, накратко. Кажавте дека индивидуалниот третман, значи тука веќе има директна комуникација со вас. Дали тоа значи дека се без комуникација во групниот пристап или сепак се надгледувани? Далеко. Да, многу често си го мислат тоа. Далеко, Мислам дека далеко. многу често го мислат тоа, дека влегуваат во група и тоа, следат во групата и крај на приказната. Не сваќаат дека Далеко тоа. и тука се следени, тука се под надзор, без разлика што тој надзор не е 24/7. Значи нема достап, како индивидуалниот пристап, значи нема достап до мене, да кажеме, од понеделник до петок, да ме прашуваат буквално се што си сакаат. Ама имаат сесија. Но, имаат првична консултација доколку влезат, доколку изберат 3-месечно или 6-месечно членство, каде што јас ќе ги разгледам сите нивни резултати во зависност од нивните резултати, значи ќе им биде препишана терапија од моја страна, ќе им бидат дадени насоки во однос на исхраната, во однос на некои други навики за кои што сметам дека треба да се обрне внимание, нели зборуваме дека имаме различни профили, пошто секоја седмица имаме сесии на живо преку Zoom, каде што буквално добиваат одговори на сите нивни прашања. Така да, далеко од тоа дека се оставени без комуникација во самата заедница. За кого е најдобра опција заедницата? Би рекла дека е најдобра опција за оние девојки со полицистични јајници кои што сакаат да ги следат симптомите, хормоните и сакаат да го регулираат можеби менструалниот циклус, доколку се хронично уморни, значи сакаат да имаат повеќе енергија, доколку сакаат да симнат килограми, сакаат да ги симнат самите килограми, доколку имаат акни, исто така сакаат да ги регулираат зголемата влакнетост, доколку имаат, значи се ова, значи би рекла повеќе профили кои што одговарат на самите заедници. Тоа не значи дека во заедниците немаме девојки кои што се трудат за бременост, но дефинитивно би рекла дека индивидуалниот пристап е посоодветен во овој случај. Затоа што секојдневно што се случува при индивидуален случај, значи кажав мериме базална температура, секој ден следиме базална температура, даваме инструкции, се оди вака, се прави вака, значи започнуваш со оваа терапија, започнуваш со ова да менуваш, практикуваш тоа да правиш. Значи си има долга комуникација. Јасно. Меѓутоа, тоа не значи дека некоја што се обидува, например, не знам, ајде да речеме, 25 годишна девојка, на која што не се... Да, на која што не се брза. Не се Се брза, уште има време за да остане бремена. 25 годишна, да речеме. Да. Многу во кажа. И се уште има време да остане бремена и не се толку брза, слободно може да влезе во заедницата, значи и со цел да остане бремена. Но, што е сосема различно од 40 годишна жена, која што има нередовен менструален циклус, или пак има полицистични јајници, или пак нема овулација, каде што сака да остане бремена. Каде што сепак на некаков начин биолошкиот часовник истекува едноставно да. и тука веќе други фактори влијаат, тука веќе јамаха резервата, значи мора да се земе предвид, мора по дефолт да се земе предвид. Знаеш колку работи земаме во предвид, значи колку се гледаме. И тука дури тоа што постојано нагласувате дека не сте против процедури, тука дури на таквите, например, парови, ајде да кажам, им се сугерира на тоа дека ќе се оди со процедура. Значи, во зависност, сега да кажеме, една пациентка праќа 50 анализи. И кога ќе седнам да ги гледам јас тие 50 анализи, кои што, ајде да не се изразам, не верувам дека некој доктор ќе седне да ги гледа толку детално тие анализи, на крајот од денот, оно што ќе направам е ќе преценам прво, дали има шанси таа жена за бременост? Второ, доколку има шанси, дали тие шанси се за природна бременост или единствена шанса кај оваа жена е постигнување на бременост, би рекла, можеби само со ембриотрансфер. И тоа со замрзнати клетки, значи имаме повеќе процедури, сега нема да навлегувам во самите процедури, но има точно препорачана од мене интервенција која што ќе сметам дека е најсоодветна и најмногу ќе ги зголеми шансите за добивање, значи, на краен резултат и за да се остварат како родители. Задолжително. Значи, или евентуално да, можеме да одеме природно, можеме да постигнеме бременост по природен пат,
Или не можеме по природен пат, мора да се оди на ваков начин. Е нешто кое што се нагласува на самите пациенти. Транспарентност пред се. Да, многу држам. А тогаш, доктор Марија, кажете ми само едно нешто како потврда за тоа што и претходно сме го спомнале. Дали синдром на полицистични јајници значи дека не можеме да се оствариме како мајки? Не постои такво нешто. А Не постои жена со полицистични јајници кој што не може да се оствари како мајка според мене. Макар што треба да ги земеме и останатите фактори, би рекла, но реално, значи, доколку зборуваме само за полицистични јајници, не. и една работа што би ја сугерирале на пациентки кои што имаат полицистични јајници, кои што се борат за потомство, а кој би бил логичниот чекор за понатаму, што треба да преземат, на што треба да се фокусираат малку повеќе, некој мини план да дадете евентуално. Не може, пак ќе речам, тоа се различни профили, не може, значи, инсулинскиот тип на полицистични јајници бара еден пристап, значи, андрогениот тип бара друг пристап, инфламаторен тип трет пристап, постконтрацептивен, значи четврт пристап. Но дефинитивно, она што им го препорачала на жените со полицистични јајници да се стремат кон решавање на причините за нивните проблеми. Значи, маскирањето на нивните симптоми на некаков начин не е решение. На долга стаза, особено, не дај Боже, ако станува збор за млади девојки, кога ќе дојде време, тогаш, значи, можат да патат од... Ајде, сакаат да го средат проблемот на време. Да се реши, да се бара коренот на проблемот, прво и основно. Мислам дека и тоа би бил и најлогичниот чекор. Прво да се откри каков тип на PCOS станува збор и врз база на тоа веќе да се решаваат корените на проблемите, затоа што кај некој ќе биде еден проблем, кај други ќе биде комбинација, најчесто среќаваме комбинација. Факт е дека мора да се работи на повеќе боишта. Да, има сега во моментот се седи, значи има една моја позната девојка која што е со полицистични јајници, значи познаница, полицистични, знам дека има полицистични јајници, но таа е доволно запознаета со сите работи и главно ги применува сите неопходни работи и воопшто си нема, значи, никакви проблеми, има 3 деца. Апсолутно. Воопшто немаше никакви проблеми со забременување. Да. Но, уште да кажеме, значи, таа жена веќе извесно време работи на самиот проблем и веќе ги ставила под контрола целите полицистични јајници. Така да кога ќе ги ставиш под контрола, кога ќе му дојде ред, нема да мислиш за вакви проблеми. Да, колку порано, толку подобро. Да, дефинитивно. Ви благодарам многу за убавата епизода. Беше од голема корист. Важно е гледачите исто така да знаат дека во однос на опциите, кои што ги кажавме претходно, ќе можете да најдете линк во описот на видеото. Ако епизодата ви покажа дека потребен е друг пристап, тогаш сте на вистинското место. Во следната епизода ќе зборуваме, верувам, на многу поинакви теми, односно во следните епизоди, така што останете со нас во оваа втора сезона. Генерални спонзори на подкастот се vitamini.mk, извор на исчистени клинички докажани додатоци во исхраната. Се гледаме во следната епизода.